Сашо, одиме со Па она ја што си пред го, малку па го ја си го најави. најавив, Галевски, така што со е ред првиот да го вклучиме. соговорник за денеска. Владко, добро утро. Добро утро, Сашо. Искрено ти кажам, денеска денов мене како тргнавме ми почна хаотично. Боже би заради тоа што ме уплаши Славчо, нашиот временски прогнозер, со оваа жестока зима што се најавува. Да, што току прочитав ја. Ете, тоа е тоа, а и денот ни почна некако со наја лоша вест за починувањето на академик Старделов, па поводот за кој те бараме всушност убав повод, Владко, и ние вчера кога се слушнавме, ти најавив дека годинава се одбележува 50 години од основањето и почнувањето на работа на МКЦ, познатиот младински културен центар во Скопје. Јас нешто сум за нијанса помлад од тебе, па ги памтам веројатно последните 40 години. Ти може би памтиш и кога се отвараше МКЦ. Како ти стои меморијата за тој период? Па бледне, сето тоа бледне, ташо се, баш ще размислував на што се сеќавам јас всушност од некој многу ран период. Види, тогаш немаше како се вика овој настанов здраво млади, но ние бевме млади, знаеш. Така што мојата активност и присуство и некако како домашен се чувствувам во МКЦ поранешен 25 мај, нели? Без разлика на годините. Се уште културата нема старост, нели? Така е, да. Така што... и Владко, јас МКЦ го памтам по многубројни изданија на МОД, го памтам по разноразни фестивали, рок фестивали, кога сцените во Скопје беа да се избројат на прстите од едната рака. Го памтам по на голема сала во која што повремено, на вториот кат, во која што повремено се одвива разноразни дебати, дури во 80-тите години имаше таму некакви порадикални соочувања и отворени дискусии во времето на комунизмот и така. Па добро, на дело тоа се сеќавам. Знам зашто како навистина како млад и ентузијаст во тој период ме интересира што се случува кај повозрастните или кај оние што се занимаваат активно со култура. Веројатно единствената институција е МКЦ која де факто се занимавала и се занимава со култура и тоа во текот на целата година, нели, во текот на. Имаме МОД со познатиот наш пријател Биш, нели, основачот. МКЦ има своја галерија, значи има галеријска активност, има музичка дејност, концерти во постојано, филмската дејност, Cinedej е еден од реномираните фестивали и добро организирани. Па ете ги спомнавме Здраво млади, се бави со издаваштво. Тоа е еден мултимедијален центар на кој со радост се сеќам барем на некој настан на кој сум присуствувал од времето 80-тите години, може би така, со естетичката лабораторија или работилница. На времето активни беа Кирил Тенков, професорот, Алјоша Руси, Крофот, Небојша Вилич, па Фрчко ми се чини еден период исто така. Луѓе кои придонесоа да издржи МКЦ како институција која се занимава истовремено и со етаблирана и со алтернативна култура. Така е, не сум сигурен колку мина знаат, Владко, дека покрај големата сала, киносала, нели, и денешното кино Фросина, нели, како што се нарекува, во МКЦ постои една мала киносала со некои 2-30 седишта, кое што мислам дека е посветена на поалтернативна програма. Добро, сега во ова месеци на корона и тоа е невозможно да се прави, се разбира. Да. Меѓутоа ти таму мислам дека со години спроведуваш циклуси на разноразни алтернативни, па и не само алтернативни, на помалку, да кажем, комерцијални филмски остварувања, кои што се сепак драгоцени за филмската историја. Па еве и самиот факт дека дебатниот клуб Лале, така го нарековме, според починатата ентузијастка во областа на аматерскиот филм Лале,
тоа е филмски клуб, дебатен филмски клуб кој се одржува во Джепното кино горе и нема 20 седишта, туку има 70. Зарем толку многу? Јас кога и да отидам по некој се ми се чини дека е толку интимно што 70 Е интимно, точно е. И го користиме токму за програма која ја насловував условно да се подсетиме на подзаборавеното од областа на филмот. Па таму одржувавме пред минатата година и школа за филмска и театарска критика со професор Ана Стојановска и со Васко Маглешов заедно и мојата маленкост. И еве, ова веќе стана една деценија од активноста на Лале. Така што тој е само еден сегмент од тоа што МКЦ како мултидисциплинарна куќа го спроведува. Затоа велам дека таму најдоа место и уште многу одамна и етаблираната, но и алтернативната култура. Владко... Фактички е производство, се занимава со производство и дистрибуција на култура, што е вистинската функција на МКЦ. И би рекол не само тоа производство и дистрибуција, туку и еден некомерцијален концепт, бидејќи денеска без некаков комерцијален пристап и во културата, меѓу другото, не може да се опстане. Владко, да. Ти благодарам за ова утринско разговорче. Едва и чекам да дојде Прогар па да седнеме на некој од терасите таму во МКЦ. Ќе се слави 50 годишнината цела година, ќе имаме време да надополниме и да се видиме и да се подружиме. Драго ми е што ме побарате за ето, може би повеќе време и ќе беше потемелно разгледување на функцијата на... Мислам дека, Сашо, фала ти уште еднаш, мислам дека менаџирањето на МКЦ е една од основните работи која во текот на овие 50 години добро функционира. Мислам дека, Владко, оваа тема ќе ја обработи, се разбира, во повеќе наврати колешката Александра Бубевска, која овдека ја држи културата како сектор во нашава утринска редакција. Александра, нашата пријателка во секое време. Така е, Сашка ќе се занимава со тоа, па можда и од лице место таму која ќе помине ова студило што го најавува Славче. Негдека таму март, април, мај, може би од лице место од терасите ќе се чуеме и ќе се видиме и во нашата програма. Владко Галгански... Само да ги симнеме маските. Па на отворено ќе се обидеме таму и без маски да поразговараме. Владко Галгански, благодарам многу и до следното видување и слушање.